670 интервенции за период од една година имале пожарникарите од територијалната противпожарна единица од Струмица. Секојдневно, соочувајќи се со предизвиците, територијалната противпожарна единица од Струмица сепак е технички добро опремена, кадровски екипирана и пространно ги извршуваат сите оперативно-тактички дејности за стручно управување и усовршување на работата. Денес го одбележуваат 20 мај, ден на пожарникарите. При тоа изведоа и показна вежба, но ја покажаа својата подготвеност за интервенции. Нашата безбедност во голем дел зависи од вас и јас ви ја изразувам сета моја благодарност. Во вашата несебична посветеност на чувањето на безбедноста на нашиот град од несакани пожари, многу од вашите колеги ги положија и животите. Јас би сакал на овој свечен миг денешен сепак да се подсетиме на овие храбри луѓе кои, жртвувајќи ги дури на искапото нешто своите животи, ја зачуваа нашата општина да биде по-безбедна. Еве, со едноминутно молчење да им одадеме почит на сите ваши загинати колеги, бранејќи ја безбедноста на нашиот град. Со едноминутно молчење првиот човек на општината заедно со присутните одадоа почит на лицата кои токму поради безбедноста на градот ги дадоа и своите животи. Јаневски им го честиташе празникот на пожарникарите и им се заблагодари за несебичниот ангажман кој го даваат за нашата безбедност и сигурност, ризикувајќи го сопствениот живот. Противпожарната единица секојдневно подготвена се соочува со безбројните предизвици за гаснење и спречување на пожарите, како и учество во најразлични акции во кои е потребна нашата помош, како што е извлекување на повредени, патници во сообраќајни незгоди, но и наше учество во повеќе тактичко-показни вежби. За илустрација на нашиот секојдневен ангажман зборува и бројката од 670 интервенции во периодот од 20 мај лани до денес. Сето тоа ни дава право да кажеме дека од пожарникарите секој граѓанин бара професионален однос, како и досега и посветеност на работата, бидејќи нивната мисија и нивната храброст се важен фактор во градењето на сигурноста и безбедноста на сите граѓани.